Добар ден, ја следите на новата Телма амбуланта. Отровни печурки што личат на печурки што се јадат, опасни испарувања од средствата за чистење во домот, лекови на дофат на децата. Сето ова може да доведе до опасни труења. Во кој случај е потребно веднаш да се интервенира и да се повика итна помош. За сето ова ќе разговараме денеска со професор доктор Андон Чибишев, токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија. Останете на Телма, а во текот на емисијата и поставете ваше прашање. За отровните печурки, но и за химикалиите што се употребуваат во домот пред се за чистење на бањата, кои што може да доведат до труење, разговараме со професор доктор Андон Чибишев, токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија. Професоре, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до екипата во студиото и на сите гледачи од телевизија Телма. Постои една народна изрека која што вели сите печурки се јадат, но некој само еднаш. А некој повеќе пати. Така, некој повеќе пати. Колку е опасно самостојното собирање печурки кога станува збор за труењата? Па видите, тоа е многу сериозна работа, иако мислам дека нашите граѓани тоа не го сваќаат сериозно. Сега, во овој период од годината, временските прилики се прилично поволни за вирење на диви печурки. Има голема влажност во атмосферата, имаме наизменично смена на дождливо време и сонце. Знаете старите кога рекле, кој ќе изгрее сонце, некнуваат како печурки. И тогаш тие најмногу виреат. Сите познавачи и непознавачи, љубители на печурките, па и на природата, го искористуваат ова време и одат во природа, се среќаваат со разни видови на печурки, ги собираат и, за жал, некои од нив не ги познаваат добро. Собираат, нели мислејќи дека се јадливи, ги носат дома, ги подготвуваат и доаѓаат во непријатна ситуација, односно си го нарушуваат здравието, односно настанува труење со некои од тие видови печурки кои што ги собираат во природата. Прво би сакал да дадам неколку полезни информации во јавноста. Значи, во природата се познати околу 5000 видови на печурки, од кои што 100 се отровни. Меѓутоа, мораме строга дистинкција да направиме од тие 100 отровни, 10 се смртоносни. Некои од тие можеме да ги конзумираме, ќе имаме одредени здравствени потешкоти, меѓутоа ќе се опоравиме. Мислам, ќе преживееме. Меѓутоа, има 10 видови кои што, ако ги конзумираме, имаме голема шанса да го изгубиме животот. Тоа што е исто многу важно е тоа што на поднебјето на Република Македонија виреат голем број од овие 100 видови отровни, а има информации кои што не се до крај проверени, меѓутоа јас со експерти кои се занимаваат со овој проблем сум разговарал и тие ми дадоа податок дека сите овие 10 видови на смртоносни печурки се наоѓаат на поднебјето на Република Македонија. Значи ги среќаваме во природата. И тоа е многу важно, значи да ги поделиме на отровни и смртоносни. И втората поделба е на печурки кои што имаат краток инкубацијски или латентен период. Кога ги конзумираме, првите симптоми се јавуваат за некаде од 1 до 5 часа. Непосредно по конзумирањето. По конзумирањето, така. И имаме печурки со долг инкубацијски период или долг латентен период, кои што првите симптоми се јавуваат после 6 до 40 часа. Значи има опишано случаи кај кои што од кога ги конзумирале после 40 часа дури ги добиле првите значи, по симптоми. неколку дена, така? Така. И сега, што е многу важно кај овие два вида на печурки. Кај овие првиве со краток инкубацијски период, обично труењата се со полесна клиничка слика, иако не смееме да се ослониме само за тоа, затоа што тие и двата вида на печурки предизвикуваат идентични симптоми, значи идентични потешкоти. Почнуваат со така наречен гастроентероколичен синдром, кој што се карактеризира со мачно гадење, повраќање, силни болки во стомакот и многубројни чести течни столици. И
обично се опаруваат, меѓутоа кај повозрасни пациенти, кај повозрасни индивидуи, може да се случи да имаат сериозни компликации затоа што се губи голема количина течности, па со течностите се губат голема количина на електролити. Тоа се оние составни делови на телесните течности кои учествуваат во регулацијата на сите процеси и сите функции во организмот. Така да и со таквите печурки некој може да настрада, меѓутоа ние ги сметаме за печурки со кои што имаме повеќе шанси да преживееме. Меѓутоа, втората група со долг инкубацијски период, кај тие веќе имаме многу сериозни нарушувања на здравјето. Затоа што содржат многу сериозни и многу јаки токсини кои што го оштетуваат првично црниот дроб, а после тоа заедно со црниот дроб се оштетуваат уште неколку органи кои што учествуваат во одржување на животот, бубрези, срце и така натаму, и може сериозно да го загрозат живот. Дали е доволно да се изеде една таква печурка за да настане? Да, видите, знаете што е исто карактеристично? Тоа што една печурка може да го отрuje цело семејство. Една семејство? Една печурка, да. Видите сега, овие добри познавачи на печурки, кога ги собираат печурките, тие ги познаваат и собираат. Меѓутоа, јас имам добиена информација од луѓе што собираат. Јас не собирам и не јадам печурки, така да не можем тука да се пофалам дека многу ги познам. Меѓутоа, луѓе кои што ги собираат, ми имаат кажано дека од ист корен практички нашле јадлива печурка и смртоносна печурка. Растат практички како од ист корен. И замислите вие сега, ја гледате одозгора јадливата печурка, под незе може да е отровната или смртоносната печурка, ги собирате двете, ги ставате во корпа и после одите дома, ги подготвувате и практички си сервирате отров. Бидејќи ние немаме некоја голема традиција во исхраната, не користиме баш многу печурки, секојдневно или барем еднаш во неделата, кога ќе се соберат печурки, тоа, знаете, е многу интересно, се повикува семејство, се повикуваат пријатели, па се прави софра, па се седат, па се дружат, јадат и после тоа настануваат проблеми. Тоа значи дека многу отровни смртоносни печурки може да не лекуваат, да речеме, на буковка, на шампиньони. Може да не лекуваат на јадливи печурки. На јадливи, тие што ги конзумираме. Кои што можат да ни направат проблем, а оние, да речеме, луѓе што помалку ги познаваат, може да направат грешка. Иако, сакам уште нешто да потенцирам, дека и добрите познавачи на печурки, и тие прават грешки. А јас во мојата долгогодишна кариера, како клинички токсиколог, имам видено трагедии кои ги предизвикале експерти за печурки. Значи, според мене, јас ова и на моите студенти им го кажувам, пошто јас ги предавам печурките, дека најголемите грешки ги прават најдобрите познавачи. Затоа што тие толку се изверзирани и кога проаѓаат, само собираат. Оние што помалку ги познаваат, можда малку ќе внимаваат, па ќе проверат еднаш, па уште еднаш, па дали е ова, па ќе прашаат некого. Овие добри познавачи не проверуваат и не прашуваат. Затоа што сметаат дека добри ги познаваат. Постојат некои убедувања народни дека може да се процени дали печурката е јадлива или не, врз основа на тоа што кога ќе ја скршат, ќе почекаат дали ќе се промени бојата, па потоа дали печурката ја јадат инсекти, мравки или пак полжави. Па нешто приготвење со сребрена лажичка доколку лажичката потемне. Видите, тоа се само некои верувања во народни верувања, меѓутоа јас ги советувам, ги замолувам граѓаните да не прават такви експерименти. Посебно да не веруваат по тоа дека ако печурката добро термички се обработи, значи добро се свари или се пече или се пржи, дека и да е отровна, отровот ќе се неутрализира. Значи сите отрови кои ги содржат отровните, вклучувајќи ги оние смртоносните печурки, се термостабилни. Не се разградуваат на ниедна температура. Значи може да ги варите цел ден. Печурката ќе се распадне, меѓутоа отровот ќе си остане толку јак
и толку опасен како и во свежа печурка. Затоа ги замолам граѓаните да не експериментираат нити со варење, нити со лажичка, нити дали ќе го изеде мравка или не знам некое пиле. Значи, кога не се сигурни и не ги познаваат печурките, да не ги консумираат. Исто така на социјалните мрежи можеме да видиме фотографии од собрани печурки, па некои прашуваат што мислите, дали оваа се јаде или пак е отровна? Тоа е страшно, тоа е катастрофа. Значи, видите, ние некогаш кога немаме примерок од печурка, а имаме тежок пациент, обично земаме албуми и ги гледаме и се обидуваме да пронајдете по тоа што го кажува пациентот или нели луѓето што ќе бидат со него, како изгледала печурката што е конзумирана, се обидуваме. Меѓутоа, ние сме тогаш нели доведени во една ситуација да мораме брзо нешто да дознаеме за печурката која е конзумирана, за да се обидеме да му помогнеме на пациентот. Меѓутоа, граѓаните немаат потреба тоа да го прават. Значи, воопшто да не прават споредби, нити со слики, нити со видеа, значи, да не конзумираат печурки за кои што не се сигурни. Немаат информации дека се јадливи или не се сигурни дека се јадливи. Вие инаку имавте спроведено истражување кое што го преточивте во студија. Што велат собраните информации, статистиките? Видите, јас направив една 10-годишна, односно тоа е студија направена на Универзитетска клиника за токсикологија, практички целиот оној докторски состав. Направивме една студија во која што нели добивме интересни податоци и таа студија ја преточивме во научен труд, кој што труд ни е објавен во едно од најпрестижните списанија од гастроентерологија во светот. Значи, ги прифатија нашите податоци кои што ние таму ги добивме. Има интересни податоци. Ние, да речеме, се наоѓаме некаде во врвот по третман, по успешноста во третманот на труење со печурки, иако некојаш се случува одредени медикаменти или потребни лекови кои што ни требаат, или некои методи кои што во светот се применуваат при детоксикација кај труењата со печурки, се уште кај нас не се дојдени, меѓутоа имаме прилично добри резултати при лекувањето, имаме многу ниска смртност. Смртноста ние некаде, да речеме, на нивото на смртноста во европските држави. Па и во Америка. Што значи тоа во некој процент? Па тоа значи дека ние сепак добро ги лекуваме труењата, иако, знаете, сега во оваа ера на дигитализација, секогаш кога сме имале масовни труења. Јас зборувам масовни труења затоа што труењата со печурки обично се семејни. Еве, последното тешко труење на кое што јас се сеќавам беше на едно семејство од вкупно 9 луѓе, од кое едно дете. Значи, тие сите лежеа кај нас, знаете, тоа е голем напор, одзима многу енергија, треба многу ангажман. Ние, клиниката е членка во тоа Европско здружение на клинички токсиколози, ние веднаш се обраќаме до нив и тие сите се активираат и практички 24 часа ние имаме супорт од експерти од сите европски држави, дури и со Американскиот центар во Калифорнија, чинам дека се наоѓа Американскиот центар за труење со печурки, и со нив се поврзуваме и тие постојано следат што ние правиме, односно ние ги информираме и практички сме една голема група на доктори кои што учествуваат во лекувањето на тие пациенти. Тие ни даваат совети, ни кажуваат што треба, да речеме, како тие би постапиле во одредена ситуација. И знаете, имаме собрано големо искуство и од Европа и од Америка и наше лично искуство, така да резултатите кои што ги имаме кај лекувањето се многу добри. Професоре, мора да се утврди која печурка е исконзумирана и изедена за да се пристапи кон лекување? Па ние сме најсреќни кога знаеме за која печурка се работи, меѓутоа тоа често не се случува затоа што сите печурки што ќе ги соберат ќе ги изедат и немаме печурка, меѓутоа знаете, ние имаме големо искуство со тоа и според симптомите, прво и основно треба да го прашаме пациентот колку време е поминато од конзумација до појавата на првите симптоми. Ако ни рече 2-3 сати, тогаш малку се релаксираме, иако не се опуштаме до крај. Меѓутоа, ако ни каже 10, 12, 15 часа, тогаш веќе
е малку посериозно и малку посериозно треба да се следи пациентот и практички да се прави се што може во моментот да се направи, за да се обидеме да му помогнеме. А тука има, да речеме, след на многу активности, и активна детоксикација, и терапија, и методи за детоксикација, кои што во многу случаи даваат добри резултати. Меѓутоа, ретко, за среќа ретко, некој се случува да не успееме да им помогнеме, затоа што некој, знаете каков е нашиот народ, ќе почнат да повраќаат, мака имаат пролив, не знам, болки во стомакот и се консултираат со соседите. Ама па пи, не знам, Линекс, па напи се ова, напи се она и се губи драгоцено време. Колку подоцна доаѓаат, толку сликата е потешка и толку лекувањето е покомплицирано и дава полоши резултати. Колку побрзо доаѓаат, толку подобри се резултатите и ние имаме шанси повеќе да им помогнеме. Дали ризикот е поголем за децата и за старите лица? Да, видите, кај повозрастни и кај деца е попасно од гледна точка што при овие труења имаме голема загуба на течности. Имаме голема загуба на електролити, тоа се оние состојки, кои што учествуваат во регулацијата и на виталните функции и така натаму. Значи, кај нив одржувањето на виталните функции е посензитивно кај возрастни и кај деца, затоа што наглото губење на голема количина течности и електролити доведува до пореметување на голем дел од метаболните процеси во организмот, кои што можат сериозно да го загрозат животот. Значи, загубата голема количина на одредени електролити може да ја пореметат комплетно работата на срцето, може да ја пореметат комплетна работата на централниот нервен систем, на бубрезите, а тоа кај деца и кај повозрастни малку потешко се регулира и после потешко се враќа во функција и се одржува во нормал. Кај нормален возрастен здрав човек, не е битно дали е маж или жена, тоа е малку полесно. Меѓутоа кај деца и кај возрастни е прилично комплицирано. Професоре, што е со јадливите печурки? Дали се тие здрави? Можеме ли да ги конзумираме во неограничени количини, односно редовно? Апсолутно. Знаете, нутриционистите велат дека печурките содржат многу протеини, корисни протеини. Меѓутоа, јас имам прочитано многу студии кои што велат дека не се баш толку многу хранливи. Видите, јас не јадам печурки и не знам. Вие воопшто не јадете печурки? Не. Видите, јас во мојата богата клиничка кариера сум се нагледал многу трагедии од труење со печурки. И имам аверзија. Едноставно, тоа е моја лична аверзија, че јас не велам се да не конзумираат. Има луѓе што сакаат да јадат и нека си јадат, нека си. Јас не можам да јадам, затоа што ете така. Некако сметам дека ако ќе изедам, дека после ќе ми биде мака и затоа не ги јадам и не мислам ни понатаму да ги јадам. Меѓутоа, знаете, луѓето кои што сакаат печурки велат дека се превкусни, дека се преубави, дека тие што не јадат многу пропуштаат. Тоа е нивно лично мислење, нека си продолжат, нека си уживаат со печурките. Знаете, секој, како рекли и луѓето за вкусовите не се дискутира. Така да, што знам, еве, пак ќе повторам, нутриционистите сметаат дека се многу хранливи, јас имам читано студии дека не се баш нешто многу хранливи, али се превкусни. Така, дори и овие отровните па и смртоносните, и тие се вкусни, затоа луѓето ги конзумираат. Иначе, ако не се убави, нема да ги јадат и нема да се отроват. Ќе ги поканим гледачите да се вклучат со нивни прашања во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, веќе ви е добро познато дека можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма и да поставите прашање кој што се однесува на темата на која што говориме. До сега, професоре, зборувавме за печурките, кои што можеме да ги внесеме во домот и да дојде до белја доколку се отровни или пак се, како споменавте, смртоносни, отровни и смртоносни. А од друга страна, постојат и други опасности за труење во домот. Многу често, кога сакаме убаво да го исчистиме, убаво да исчистиме бањата, употребуваме различни хемиски препарати.
Да, тоа се хемикали кои што нели популарно се клинери или чистачи, кои што содржат одредени хемикали кои што можат сериозно исто така да го нарушат Бела треба се здравјето. внимава да не се измеша киселина и белило. Зошто? Киселина и варикина, затоа Така. што знаете, при тоа настанува испарување и од тие пари кои што излегуваат од киселина, обично е тоа хлороводородна киселина. Тие пари можат да го изиритираат горниот дел од респираторниот систем. И кај луѓе кои што се осетливи, може да предизвикаат сериозни здравствени потешкоти, значи дишните органи се бранат, тоа е одбранбен механизам, реагираат, се стеснуваат, па го отежнуваат дишењето, па надразнителна долготрајна кашлица и тоа не е баш пријатно. И дури и кај здрави луѓе може да предизвикаат такви потешкоти. Ние нели често пати згрижуваме такви пациенти, порано многу жени, нели? Жените обично во наше општество беа задолжени за одржување на хигиена, посебно на санитарните простори, меѓутоа во последно време има и мажи. Значи полека таа бројка се изедначува затоа што знаете современите семејства си ги делат обврските. Така навиките се менуваат. И така и навиките се менуваат. Но Имаме грешките и мажи. остануваат исти. Да, грешките си се такви, иако во последно време, знаете, ние со наши предлози во изминативе 15-20 години дадовме многу предлози во многу закони, посебно во законот за хемикали, има направено многу измени во кои што се забрани производство и употреба во домаќинствата на хемикали, посебно на корозивни хемикали со висока концентрација. Сега се тие со пониска концентрација, а плюс хемиската индустрија секојдневно создава све нови нели некои соединенија кои се користат за таа намера, кои што се минимално токсични и минимално можат да предизвикаат проблеми. Меѓутоа, не се настануваат труење само заради испарување. Често се случува таквите хемикали и да се конзумираат, значи ние сме некој чуден народ кој отровите ги чуваме во шишиња од Кока-кола. Да, шише од сок за вода. Или од шише во шише за вода или во шише во кое што претходно имало сок. И замислете сега, оди некој дете од кај знае тоа, што е? Шишето е од Кока-кола и го пие. Или некој повозрасен граѓанин кој што исто така може таква, секој може напие да таква голтне. грешка. И да голтне и при тоа ќе настанат сериозни проблеми кои што побаруваат долготрајно лечење, па може да настане одреден степен на инвалидитет кој што баш не е многу пријатен. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме наму каде што запревме. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добив знак дека има уште еден гледач, дека се двајца, да му дадеме можност и на вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до професорот. Благодарам. Имам две прашања. Повелете. Сега не знам дали сум во... Одлично ве слушаме, во програма сте и ги очекуваме вашите прашања. Благодарам. Ме интересира дали печуркиве што се продаваат во малопродажба тазе и направени туршија во тегли се безбедни, тоа. Тоа ви е едното прашање, добро, а следното? И второто прашање, а јас сум имал прилика да видам во планините дека шетам, стопираат печурки, ги сушат, има фирми што ги откупуваат. Сега тие што ги откупуваат суви печурките, дали има можност во тие печурки да има и отровни, колку е тоа опасно? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам на вас, се негово. И јас Ви благодарам. посакувам пријатен ден. Интересни прашања. Да, интересни Значи прашања. првото прашање беше Оние што се продаваат во значи малопродажба. комерцијалните Така. печурки се апсолутно безбедни за исхрана. Тука постои една опасност кај комерцијалните печурки, тие кои ќе се отвори пакувањето, тегла или не Добра. знам фолија, треба веднаш да се употребат за Аха. исхрана, затоа што печурките, нели кажавме дека содржат голема концентрација на протеини, се лесно расипливи. Ние често и во праксата добиваме труења
со храна во облик на печурки. Значи тоа не е труење со печурки, туку тоа е труење со расипани печурки. Значи печурките оставени надвор во надворешна средина, посебно на повисоки температури можат да се загадат со одредени бактерии, па тие бактерии да ги внесеме или да ги внесеме токсините кои што бактериите ги испуштаат во печурките и да настане труење со храна. И тука треба да направиме разлика. Значи, тука немаме труење со печурки, туку труење со расипани печурки, односно труење со храна. Второто прашање беше луѓе што собираат печурки, ги сушат и потоа ги продаваат. Тие печурки кои што одат во комерција, кои што одат за исхрана, проаѓаат низ многу раци. Јас не сакам да мислам дека во тие печурки што ги собираат и одредени компании и фирми ги откупуваат и потоа има ги извезуваат па ги пласираат и на нашиот пазар, дека може да направат грешка. Не сакам да верувам затоа што навистина луѓе кои што многу добро ги познаваат печурките, а плюс поминуваат низ многу раце, низ многу очи кои што ги проверуваат дали се јадливи печурките. И тука мислам дека грешките теоретски постои грешка, можност секогаш грешка да се направи. Меѓутоа, еве да се надеваме дека во пракса нема тоа никогаш да се случи, барем јас не сум сретнал никаде податок дека од такви печурки настанало труење, иако истите експерти кои што таквите печурки ги собираат, некогаш прават грешки, меѓутоа прават грешки тие печурки што ги носат дома да јадат. Ајде да слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Би сакала да ве поздравам. Благодарам. И да му поставам едно прашање на професорот. Еден совет ми треба, ако може да ми даде. Секако. Имав труење од храна пред 2 месеци. 2 недели се лекував на интензивна нега. После тоа пак имав проблеми со болки во анална регија, лежев на болница, па дома, пак на болница, направив и колоноскопија. Испадна добро, само има некои задебелување на мускулот, имаше воспаление на дебело црево. Сега уште и некои хемороиди од 2 степен. Во моментот имам болки при одење во ВЦ, болки во чмарот, како тоа да го излечам и како да се вратам во нормала, ако може да ми помогне докторот. Ослабев за овие 2 месеци некаде 10 килограми, никако да се стабилизира организмот. Тоа ми е прашање. Професоре, да немате уште некои прашања или тоа би било со доволни си информација? Јас веќе се обидам да и одговорам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Значи, труењата со храна се многу сериозни труења. Иако во јавноста постои мислење дека труењата со храна не се опасни. Значи, има различни труења со храна, труења со различни бактерии, труења со токсини од различни бактерии. Предпоставувам дека гледачката лежела на инфективна клиника, веројатно се работело за посериозно труење, обично од бактеријата салмонела, кое што знае да предизвика сериозни труења со храна, кои што одат со тешка клиничка слика. Посебно кај деца, веројатно и кај гледачката, клиничката слика била тешка. Веројатно труењето се случило во некој период кога таја не била како организам подготвена да го поднесе тоа и веројатно тоа траело подолго време. Таквото труење и таквото неповолно дејство на тие токсини од бактериите веројатно направиле одредени оштетувања во гастроинтестиналниот тракт или во дигестивниот систем. Веројатно има оштетување на цревата за кои што ќе треба одреден временски период кој некогаш е и подолг, тоа да се регенерира и да се врати во нормала. Тие проблеми што ги имала, веројатно имала болки во стомакот, чести течни столици, направиле иритација на целиот дигестивен систем, вклучувајќи и аналната регија и тие мускули кои што го регулираат тие движења на цревата, што ние ги викаме перисталтика, и го регулираат тоа процесот на
на движење на храната и она што останува од храната низ цревата пред да биде изфрлена назад. Еве, сакам да ја посоветувам гледачката да побара помош од дигестивен хирург, да ја прегледа налната регија. Можда таму имало нешто кое што тлеело и не било активирано. И сега со оваа состојба е активирано. Друго, било под силен притисок на тие чести течни столици кои што не се баш пријатна манифестација, да оди кај дигестивен хирург, да ја прегледа и да види дали во овој момент може нешто да се превземе или за тоа ќе треба време. А меѓутоа ја убедувам дека тоа ќе се среди, меѓутоа ќе треба веројатно малку подолго време за тоа да си дојде во нормално. Професор, имаме уште неколку гледачи. Ќе им дадеме можност да се вклучат во програма. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Вака, поздрав докторот и до вас. Ви благодарам. Прашање имам. Свежи печурки од маркет купени, паковани. Така. Спремени, да речеме, пред 2 дена, со ори, со све. Дали има проблем да стојат ете 2 дена? Дали има проблем да стојат термички обработени, значи изготвени печурки, потоа да се извадат после неколку дени да се конзумираат. Така. Изготвени во тава од вчера, да речеме, со ориз до денес дали стојат. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за ова практично прашање. Професоре, што советувате? Пак ќе повторам, комерцијалните печурки се апсолутно безбедни, меѓутоа вака подготвени, тие се прво нели маринирани или во саламура ги чуваат, практички се конзервирани. Некогаш има и свежи печурки кои што да, има по пазарите и свежи печурки се продаваат. Меѓутоа, јас се советувам гледачката, свежо подготвена храна во првите 6 часа е најдобро да се конзумира. Ако веќе сака да го зачува тоа или и останало многу од храната, па да не се фрла, да го стави во фрижидер. Меѓутоа и таквата храна одложена во фрижидер, каде што нели на плюс 4 степена се чува, повеќе од 24 часа да не се чува, а после тоа да се конзумира. А доколку се замрзне? Видите, доколку се замрзне, тоа веќе нема никаков проблем. Може да се конзумира, меѓутоа ќе изгуби вкус. Так. Обично луѓето не замрзнуваат таква храна, или ја до краја ја конзумираат или ја оставаат во фриждер, па следниот ден ја конзумираат. Или повеќе од 24 часа да не чуваат. Затоа што пак ќе настане труење со храна, не со печурки. Така, јасно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Се слушаме? Одлично ве слушаме и го очекуваме прашање. Поздравам докторот. Благодарам. Еве да му кажам дека јас имав еден искуство со од Битола негов колега. Па јас собирам печурки и му го расипав одморот, пошто тој стално на Пелистер купевме, кој ќе донесе печурки бегаше, пошто видел разни такви како овој доктор случаи и то прави сигурно травма. Да, главниот проблем со печурките е што луѓето нема кај да научат да ги разликуваат. И јас тоа што го користев е многу литература. Значи учење и да не се оди широко, значи имав некои принципи да се бери се и се што, да се бери само тоа што е научено, да не се експериментира и така натаму, инаку има печурки кои што безбедно можат да се берат, ама со учење. Не може некој да ви покаже таму в планина, ова се јади, ова не се јади, и од тоа да научите. Мора сами да учите и да се држите безбедно доколку не сте вака доктор или професор кој што ги познава во многу детали печурките. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија и што го споделивте вашето размислување. Професор, имате Мислам нешто да дека дадете? гледачот го повтори тоа што ние претходно го дискутиравме, дека многу треба да се внимава. Видите, некои собирачи на печурки или љубители на печурки собираат само еден вид. Други не собираат. Да речеме, нели, едни собираат, не знам, еден вид печурки, други, не знам, лисичарки собираат, сега да не ги, нели,
не собираат друг вид затоа што не се сигурни во оној другиот вид. И тие обично не прават грешки затоа што тој еден вид добро го познаваат и знаат која е таа печурка и само таа собираат. Мислам дека тоа што сакаше гледачот да каже е така во воведот на денешната емисија веројатно така да практички еве му благодарам уште еднаш што го потврди тоа што ние претходно го дискутиравме. Добив знак дека имаме и понатаму ќе имаме вклучување од гледачи. Интерес има. Така. Ќе им дадеме предност, како и секогаш. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добро, добар ден. Добар ден. Поздрав до доктор Чебушев многу и до вас исто така водителке. Благодарам. Сакам да го прашам докторов. Имам една книга, исклучиво се со печурки. И кои се добри, кои се лоши. А кај мене нема потреба, јас сум години, нити па сме собирале, од печурки бегам многу подалеку, нисум ги сакам, ама не јадам. Дали како да му е подарам, дали ќе му треба, дали не му треба книгата за да ги види, да ги прегледува. Так сакате да му ја подарите книгата, така. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Професоре, може да ви се најде една ваква книга? Највредно нешто во животот е книгата. Така е. Посебно ако книгата содржи податоци кои што се од интерес на тој што ќе ја чита. Јас имам многу книги за печурки, меѓутоа од многу книги нема штета, така да уште една книга нема проблем. Знаете, можда во таа книга има нешто што во моите книги го нема. Претпоставам дека може да ви ја донесе на клиника. Апсолутно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум од Охрид. Така. И сакам да прашам, бев многу млада, сега сум на 76 години. Јас се имам затровано од мирис на печурки и од едно залаче сосема малу на 24 години. Так. И товушта ми е пикна колешката и се затрова и ќе заминев едноставно. Ама среќа сум имала, имаше една што познаваше за труење, го стопли тенџерето со млака вода и јас фатив да повраќа, све извратив надвор. А тие нема гајле, само јас. Така, но вас ви се случи тоа, среќа сте имале што сте поминале добро и што сте се уште жива и здрава. А тие пија после тоа и млеко, а јас не пијев млеко. А се имам затровано после 10 години со храна и то од месо. Сите јадевме, 4 бевме, сите јадевме, никој не се пожали и јас осетив една вртоглавица и едно гадење и одма сме стои до млака вода и се изнапив и сповратив све од едно парче месо, а од истото месо никој не се затрува. Така, само ви имавте проблем. Да. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Видите, па ништо не кажавме околу третманот после троењата. Токму тоа сакав и да се отвори. Ние отвори темата гледачката. Тоа е практика кај нас. Кога ќе се затворат, се обидуваат да провоцираат повраќање. Така, најважниот дел е што побрзо да се отстранат оние печурки што сме ги конзумирале од дигестивниот систем. На сите начини на кои што може, испирање на желудник, клизма, нели, прочистување и на цревата, и да се даде голема количина на медицински јаглен. Затоа што медицинскиот јаглен има голема способност да ги собира отровите во дигестивниот систем и да ги сврли надвор од организмот. Гледачката се спасила затоа што чинам рече дека некој и дал млака вода да пие. Значи, што ми ја конзумирала, пиела млака вода, ги исповратила печурките пред тие да влезат во процесот на дигестија, да ги ослободат своите отрови кои што ќе се повлечат во циркулацијата и тогаш ќе настанат проблеми. Ако ние брзо ги отстраниме, труењето или ќе биде со некоја многу лесна слика или воопшто нема да манифестира никакви симптоми. Дали медицинскиот јаглен е пожелно да се има во домашната аптека? Апсолутно, секое домакинство треба да има медицински јаглен дома, затоа што во многу случаи медицинскиот јаглен може да спаси живот, затоа што има моќ на
голема адсорбентна моќ, значи ги лепи отровите и тој не се ресорбира, значи не се повлекува, само проаѓа низ дигестивниот систем и се исфрла надвор од организмот и ние како помошно средство за првична помош и детоксикација многу често го користиме. Но што ако труењето не е од храна, туку е од некоја вдишана хемикали, еве во домот сега конкретно зборуваме. Што ако се јави иритација на очите, проблем со дишењето, притисок во градите, вртоглавица? Тука имаме посебни При чистењето на бањата, еве сега конкретно. Тогаш е пожелно што побрзо да се отстрани нели загрозениот од загадената просторија. Надвор на чист воздух. Ако има сериозни потешкоти, многу кашла, има отежното дишење, стегање во градите, што побрзо да се транспортира до првата здравствена институција, по можност да се транспортира до клиниката за токсикологија, каде што ќе добие стручна помош. И таму, нели, давање на кислород или ние велиме оксигенација побрзо, да се подобри дишењето, да се подобри снабдувањето на организмот со кислород и одредена терапија која што ќе му го олесни дишењето и ќе го заштити од одредени компликации кои што при тоа може да настанат. Затоа што и пареите од тие корозивни супстанции кои испаруваат, го ја оштетуваат површината на респираторниот систем. Значи ги оштетуваат слузницата на дишникот, на бронхиите и можат да предизвикаат сериозни после тоа сериозни компликации, затоа што во дишните патишта има различни бактерии кои ние ги носиме постојано. И тие бактерии бараат таква подлога кога е оштетена слузницата за да го покажат своето негативно дејство. Ќе предизвикаат инфекција, па ќе имаме потреба за подолготраен третман. Во домот се употребуваат и инсектициди, отрови за глодари и слично. Можат ли тие да направат некаков проблем? Сето тоа е исто така многу опасно, пак ќе се повторам. Ние сме чуден народ кој што отровот го чуваат во несоодветни пакувања. Пред 2 години имавме една таква несакана ситуација, една трагедија во која што настрада 2 члена на едно семејство, затоа што отров кој што се користи во земјоделието беше одложен во тегла во која што се чува, брашно или шеќер или сол. И по грешка тој отров се нашол во пита која што ја месела домакинката која што го употребила. Таквата конзумирана пита однесе 2 човечки животи. Затоа и прво јас не ја гледам потребата да се чуваат отрови дома. Сега знаете е многу актуелно една непријатни случувања има во градов, се трујат бездомните кучиња и мачки. Не знам од каде. Меѓутоа пак ќе повторам, ние не сме само чуден народ и чудна држава сме. Некои отрови кои што со закон се забранети, кај нас можат да се набават. Од каде се носат? Навистина не би сакал да шпекулирам или да нагаѓам, меѓутоа доаѓаат граѓаните од нив и ги трујат бездомните кучиња. Што е за мене чин на нечовечност. Меѓутоа тој отров може да дојде во раце на деца. Може да дојде во раце на повозрасни граѓани кои што не ќе знаат да се снајдат со него, па може да настане некакво труење намерно или ненамерно. Друго, тие животни кога умираат, испуштаат плунка, повраќаат, испуштаат урина и сето тоа ја загадува околината. Умираат таму каде што играат нашите деца и внуци. И замислете сега, тие дојдат во контакт со тоа. И може да настанат обично полесни труења, меѓутоа може да настанат и тешки труења, затоа што при труењето се користат одредена храна, обично сувомеснати производи во кои што се остава отровот и се фрла тоа за да го конзумираат кучињата. Од кај знаеме дали некое дете нема да оди да го земе тоа и да го изеде.
Значи, многу Каква е опасно. непромисленост? Да, јас неколку пати и пишував и на социјалните мрежи, ги повикувам институциите да превземат ригорозни мерки, без милост за тие што тоа го прават. Не само заради тоа што нели одзимаат живот на некое невино суштество, затоа што никој нема право да одземе живот, меѓутоа ја доведуваат во опасност и околината, посебно ги доведуваат во опасност нашите деца и внуци кои што играат таму каде што се движат бездомните кучиња и мачки. Така, ова бара брзо решение и брза интервенција. Апсолутно брзо и ригорозно решение. Так, и без ригорозно. милост према никого. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Остана на вистина многу прашања неодговорени. Во некоја друга емисија тоа ќе го направиме. Некои 4 страници. Добро, одлично. Претолчени еве кај мене. Се надевам дека ќе дојдете повторно во студиото на Телма. Апсолутно со задоволство, затоа што нели ваквите емисии јас ги сметам за делумно едукативни за јавноста, пренесуваме полезни информации кои што граѓаните можат да си ги искористат да се заштитат. Така, има уште многу важни работи на кои што треба да се стави апострофот и затоа еве веднаш покана за уште едно ваше гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам за денешното гостување, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, бидејќи ова е простор во кој што сите заедно учиме за здравието. Пријатно.